Малешнет вести. Пехчевско-Спиково се запиша во картата на населени места во Македонија, заедно со уште 16 населени места во 12 општини, и Спиково од Пехчево конечно стана село, со што се исполни 3-децениската административна борба на иселените спиковци, нивното родно место да биде препознатливо и да има можност за развој. Ја тука се сум млади, повеќе млади искаме да обработиме земја, да екзистираме од тука, да се поврашиме на село и така само тебе инфраструктура, водовод, направиме пат и треба. Селото некогаш броело и до 500 жители, но денес има напуштени куќи, но и нови кои се градат, бидејќи спиковци планираат да се вратат на родното огниште. Почетна фаза сме да припремаме објектите, да идеме во пензија за 1-2 години и ќе се повлечеме тука, бидејќи тука сме раснале како деца. Но Спиково ги крие и темелите на стариот манастир, кој според легендите е манастирот каде Кирил и Методи ја напишале првата словенска азбука. Трага се по манастирот Равен, не тврдиме да е тука, тоа веројатно науката ќе го открие понатаму. Меѓутоа, према топонимите, ние викаме равна река тука. Па како да ви кажем, значаје по тоа што ние мислиме дека тоа е Равен и тука е создадена азбуката славенска. Со Спиково, Пехчево и сега побогато со уште едно село. Сега ќе имаат, може да формираат местна заедница и да ги остваруваат своите интереси во рамките на постојаната општина побрзо, поефикасно, да стекна комунално уредување. Веќе ние почнавме постапка за усвојување на општ акт за село, што очекуваме да се случи тоа многу брзо. Автоматски после нова година веќе луѓето што сакаат да се вратат во село може да се извадат лични карти од самото село. Па се надевам дека заедно со градоначалникот и општината и јас како пратеник од општина Пехчево ќе направиме напори да заживее тука и туризмот. Спиковци постојано се присутни во родното село. Тие веќе и градат црква во селото посветена на светецот Илија, а секое лето овде се одржува и познатата спикијада, можноста за развој и враќање на стариот сјај на селото, сега е во рацете на општината.